Имате ли впечаток дека во јавноста се доволно објаснети овие, барем еве, 4 елементи кои што ги зборуваме како клучни во потенцијалното пакет решение? Например, некако впечаток е да речеме дека нема доволно разбирање дури и кај делот на постручната или поупатената јавност, например, што значи терминот nationality. Јас ве гледав во еден јавен настав во кој што се обидувавте на еден едукативен начин да објаснувате што всушност тоа значи, но еве вчера сведочевме на настапи на луѓе за кои што веруваме дека го имаат апсолвирано тоа прашање, но некако се чини како да го немаат апсолвирано. Ќе повторам, како што велите, не е ново, еднаш зборував. Инаку денеска во личната карта на Република Македонија како членка на Обединетите нации, кај државјанството се вели државјанство на поранешна Југословенска Република Македонија. Таква е формулацијата сега, дека споменува во однос на тоа треба да се мерат чекорите напред, чекорите назад, взаемните чекори и така натаму. Во таа лична карта на било која земја членка не постои термин етничка припадност. И ние, иако се многу блиски зборовите и многу е лесно nationality од англиски да се претвори или да се преведе погрешно во националност, и терминот, да се направи асоциација со етничката припадност. И да се врзе на етничка припадност, терминот националност е наследство од поранешна Југославија, каде народите од бившите републики имаа националности, а овие од автономните покрајини имаа народности. Тој тип на терминологија е непреведлив и непознат за западната терминологија, која што доминира во меѓународната комуникација, во терминологијата, во тоа што значат зборовите во таа лична карта на земјите членки. Значи, во таа лична карта на земјите членки постои формалното, официјалното име на државата, придавката за јазик, придавката за државјанство, и тоа е, и кодот. И тие се основните елементи. Никаде нема етничка припадност. Во таа смисла. Впрочем, секој може да ја види својата лична карта во Република Македонија и да види дека nationality е преведено како државјанство.